Нова давачка за македонските извозни компании. Од нова година стартува јаглеродната такса што ќе ја плаќаат фирмите што извезуваат во Европската Унија. Стотина мали, средни и големи компании со нејасноти околу оваа давачка. Исто така, никој не знае дали оваа давачка ќе се прелее и на цените во Македонија. Во држава има многу малку познавачи што знаат што не чека од 1 јануари наредната година. Ново подкастот Каде се парите со мене Горан Теменогов секогаш носиме соговорник кој најдобро ја познава проблематиката. Кој е тоа? Открите така што ќе не гледате. Да, кој е гостинот? Па, гостинот ни е човек од Царина, 34 години е таму, се вика Златко Ветеровски, добре дојде. Добар ден, добре наш. Па, 30 години се знаеме скоро, мислам, не скоро, туку 30 години се знаеме. Вие сте 4 години поголема работно искуство имате од мене во професијата. Први една мала честитка пред неколку дена во извештајот на Европската Унија, повторно Царината е лидер во реформите кон Европската Унија, што е повторно добро, бидејќи тоа, колку со што се сеќавам, едно 20 на години сме лидери со Царината и една од ретките институции, ако утре треба да се приклучиме кон Европската Унија, ќе биде подготвена за тој процес да го заврши. Честитки од мене. Благодарам. Да, како што рековте, така е, навистина кај нас секогаш постои високо ниво на подготвеност, тоа е потврдено и сега зголемувањето на оценката во поглед на исполнетоста на условите, и тоа ни е фактички мотив да во секојдневното работење постојано ги применуваме европските политики и практики. Да. Царината е многу битно за економијата, за бизнисот, така што и генералниот директор, првиот човек на Царината во некој од наредните подкасти ќе ми биде гостин, но да се вратиме на она зошто ве поканив. Вие важите за експерта во оваа област, за денеска што ќе разговараме, тоа се јаглеродната такса, односно онаа такса што ќе треба да стартува да се плаќа од 1.1.2026, од 23-та беше оној подготвителен период прилагодување до сега, каде што компаниите има обврска да информираат колку користат енергија од, ајде да кажеме, нечиста енергија или чиста енергија, да информираат, а од сега ќе треба да плаќаат. Но ајде, горе долу знаеме што не чека, веќе во јавноста станува како важна тема ова, но да објасниме што точно ќе се случи на 1.1.2026 во однос на оваа, ајде, јаглеродна такса што ја викаме, односно за декарбонизација на Европската Унија. Да, процесот на декарбонизација кој што се применува во ЕУ има големо влијание на нашата економија и на нашиот извоз, и како што рековте, од 1.1.2026 година механизмот за јаглеродно гранично прилагодување, или како што народски се кажува таа јаглеродна давачка или оптеретување, ќе биде еден голем предизвик за македонските компании кои што извезуваат во Европската Унија, меѓутоа не само за нив, туку и за останатите компании кои што извезуваат и во другите земји во регионот како ЦЕФТА, бидејќи тие на индиректен начин повторно нашите извозни производи како нивни суровини ќе бидат извезувани во Европската Унија. Процесот на декарбонизација, од каде е произлезена ова јаглеродна давачка и зошто многумина ќе свата дека тоа е ново оптеретување, меѓутоа тоа е всушност одговор на предизвиците на ЕУ, така наречената зелена агенда, договорот од Париз за климатска акција, каде што сите земји се имаат обврзано да до 2050 година извршат намалување, односно потполно елиминирање на емисиите на стакленички гасови или на јаглероден диоксид, она што Европската Унија како лидер во нејзината агенда, зелена агенда или ако нешто нарекуваат агенда Fit 55, значи дека до 2030 година Европската Унија треба да ги намали емисиите на јаглероден диоксид за 55%, се до нивното целосно елиминирање во 2050 година. Што практично значи како одговор на тој дел е воведувањето на тој механизам за јаглеродно гранично прилагодување
и неговата примена што ќе почне, во текот на разговорот ќе во подетално ќе објаснеме за кои производи. Се обидуваат да ја зачуваат својата конкурентност Европската Унија затоа што трансферираат кон обновливи извори на енергија кои што чинат пари, таа трансформација од загадувачки во незагадувачки извори на електрична енергија, односно енергија генерално земено, чини пари и они стануваат неконкурентни затоа што имаат поголеми трошоци нивната индустрија, додека ние, на пример, наш РЕК Битола произведува електрична енергија со 62 евра за мегават час, но загадува машала што се вика. Ние сме у суштина поконкурентни во целова приказна со Европската Унија, бидејќи ние се уште најголемиот дел од електричната енергија ја обезбедуваме од CO2, односно од јаглен. Фосилни горива. Фосилни горива. Што е всушност? Јаглеродната давачка представува одговор на едно така наречен економски феномен на дезинвестирање, односно енергетско протекување, затоа што вие, како што рековте, веќе во ЕУ земјите постои механизам за оданочување на емисиите на CO2, кој што се врши преку така наречениот ETS систем или емисија на тие стакленички emission trading систем, каде што секој производител во ЕУ кој што загадува, односно кој што емитува CO2, мора да плати данок на тој јаглероден диоксид кој што го ослободува. Соочувајќи се конкурентноста да голем дел од европските производители со цел да бидат поконкурентни или поевтини, почнаа да го селат нивното производство, посебно во земите на далечниот исток, во Азија, во Јужна Америка, со цел да не ја плаќаат ова емисија на CO2, и одеднаш европските производители се најдоа во една многу неповолна положба да бидат понеконкурентни, меѓутоа тоа и не беше толку важно колку што во суштина не можеа да се исполнат условите од Европската зелена агенда и од Парискиот договор за климатска акција, бидејќи овој начин на оданочување кој што сега постои до 1.1.2026 година представуваше нефер систем за европските компании од аспект што голем дел од производителите на железо, челик, алуминиум се преселува од ЕУ во останатите земји од светот и наместо да се постигне ефектот на намалување на емисиите на CO2, тоа всушност растеше и глобалното загадување, ефектот од Парискиот договор фактички беше намален. Така, не се постигна целта за зелена транзиција, остана без индустрија Европската Унија, у суштина дупло голо им се случи на Европската Унија. Индустрија немаат, не намалија скупните емисии на стакленички гасови. Ај сега да го градиме подкастов со основни информации, бидејќи мислам дека во јавноста се уште не е доволно јасно што ќе се даночи, односно кој ќе плаќа се, но пред се кои индустрии станува збор, бидејќи не се сите индустрии и малце се добива впечаток дека сите извозни производи ќе бидат царинети, односно ќе ја плаќаат оваа давачка која што во овој момент изнесува 80 евра по тона CO2, колку што знам, тука некаде околу 79-80 евра по тона CO2. Тоа значи ако во еден производ во оваа чаша да се произведе потребно е 1 тон CO2 да се даде, ќе биде за 80 евра поскапо во овој момент. Тоа е целата приказна. Кои индустрии се сега во прашање? Со механизмот за јаглеродна давачка или јаглеродно гранично прилагодување се офатени 6 групи на производи или индустрии. Значи тоа се индустријата на цемент, производството на водород, железо и челик, алуминиум, вештачки ѓубрива и електрична енергија. Меѓутоа, овака како што е напоменато само во 6 реченици е многу еден општи колоквијален израз, бидејќи групата на производи е многу поширока кој што е опфатена. Например, во цементот не е само цементот, туку е опфатен и клинкерот и останатите суровини што служат за производство на цемент. Кај алуминиумот, тоа се од проформите на алуминиум, суровините, алуминиумска руда до алуминиумската фолија што се користи во индустријата или во домакинството. Најголема група на производи се железо и челик, каде што повторно покрај рудите на железо се опфатени скоро сите суровини, полупроизводи и готови производи. Значи од инготи, слабови, лимови, профили, цевки. Значи она конзервава што имаме конзервирана храна што ја добиваме или што ја добиваме за мачешка храна, еве сега
отворив пред некој ден, затоа у суштина влеговото. Алуминиумската туба, која ќе се извезува, меѓутоа само како фолија и како алуминиумски сад, таа ќе подлежи на плаќање на таа еглеродна давачка, и тоа е во суштина она што нашите компании се загрижени, не само нашите, туку воопшто целиот свет, бидејќи да не се свати погрешно, ова не е давачка која што е насочена кон Македонија, така да и дека Европската унија нас ни е непријател, него ова е еден севкупен напор. Секој што е напор од Европска унија си го плаќа, ќе си го плаќа од први. Сега доаѓаме до моментот, ајде да навлеземе во проблематикава. Првин, како ќе се плаќа, бидејќи челична индустрија или алуминиум, ќе речеме што има со CO2, тоа фолијата што има или конзервата со што има, но да се ископа рудата треба да се користи багер кој што троши, на пример, нафта, за да се преработи електрична енергија. У суштина се плаќа на енергенсот што користи што испушта CO2 или процесот на производство што користи CO2. Во процесот на пресметување колку CO2 е вграден во тој производ, се земаат директните и индиректните емисии. Индиректните емисии, како што рековте, се оние кои што се користат при, например, багерот кој што троши гориво или фабриката која што троши електрична енергија, а директните емисии се оние кои што се случуваат во процесот на производство, односно вие ако користите некој лим кој што е произведен или алуминиумски профил кој што е добиен од некоја земја каде што имало висока концентрација на CO2, односно таа била високо загадувачка индустрија, процентот на тој CO2 како директна емисија и тој се внесува во производот, како индиректните емисии од горивото. Значи, тоа е еден релативно сложен механизам и фактички секој производител или извозник треба да води, што ќе збориме подоцна и во детали, треба да води детална евиденција колку тој CO2 е вграден во неговиот производ, за да може увозникот во Европска унија да го плати тој CO2 или да добие соодветно ослободување или намалување, за кој што еве можеби во овој период треба да кажам дека од кога ќе почне од 1 јануари да се применува овој механизам, нема да постои никакво ослободување за ниедна земја, освен земјите што имаат воведено данок на CO2, а во моментот тоа се само земјите кои што се од ЕФТА, Швајцарија, Норвешка и Лихтенштајн, и нема да бидат да подлежат увозниците на овие суровини кои што се користат за воената индустрија. За воената индустрија. Значи сите останати ќе треба да за својот производ да платат загадувачка такса. Врз основа на тоа колку CO2 учествува во нивниот производ. Еве практично ако на пример јас сум производител или некој производител од Македонија извезува поцинкуван лим или ако извезува алуминиумски профили, увозникот во ЕУ кога ќе го царини производот, ќе мора на царинскиот орган прво да му достави соодветно одобрение дека тој е овластен увозник и второ да му даде пресметка калкулација колку во тој лим кој што потекнува од Македонија има вградено CO2. Тука се клучните математики и пресметки околу ослободувањето и она што го разговаравме претходно, транзициониот период кој што тече и сега, почна од октомври 2023 година, кој што беше еден како пилот или пробен период на кој што сите компании треба да се научат да вежбаат како да ги поднесуваат тие извештаи. Се навежбаат ли нашиве компании? Па според моите сознанија не баш доволно, бидејќи тоа во суштина според моите истражувања некаде околу 250 до 300 економски оператори во Македонија ќе бидат засегнати кои што имаат извоз на производи во ЕУ кои што потпаѓаат код овие 6 категории. Некои од нив што се со поголеми средства и ресурси или каде што има доминантна собственост од странство, имаа поголеми ресурси и капацитети за да може да го разберат тој механизам, да почне да ги пријавуваат, бидејќи и сега ние се соочуваме со еден феномен како се ближи периодот на 1.1, да многу македонски компании се јавуваат да бараат помош како да ги пополнат, односно како да ги достават податоците за вградени емисии на CO2 во производите, бидејќи
нивните добавувачи, односно купувачите во Европска унија, доколку не ги имаат тие податоци, не можат да извршат увозно царинење. Тука представува и економски ефект, бидејќи ако вие не ги доставите тие податоци, купувачот во ЕУ може лесно да го префрли производството и да каже нема да купувам од Македонија, ќе купувам од друга земја која што дава евиденција. Може, постои ли опцијата да не ги доставам податоците, да си ја платам онаа такса, ама пак нема да, не знам колку ќе платам, бидејќи, да, ова ќе беше глупо прашање што ќе го поставив. Добро, ми текна во моментот, бидејќи е врзано со тон CO2, и тоа е моментот, значи, се враќаат наназад се што учествува во финалниот овој маус, се што е потребно за производство на овој маус, се враќа наназад, се што учествувало, што користело CO2, ќе се врати буквално од кога било некоја гранулче таму, од руда, на пример, или која било стакленци, или било песок, или не знам што е вградено, оптиката, се ќе се пластиката ќе се врати од првиот момент кога почнал процесот, било кое делче ќе се враќа, па се билда нагоре, односно се враќаш наназад да откриеш колку CO2 има во овој производ. Во овие скоро 2,5 години период, она што го бара Европската комисија, односно европските производители, е како вежба да сите извозници во ЕУ или добавувачи се научат како да ги искажуваат емисиите на CO2 што се вградени во нивните производи. Сега, тука постојат исто така разни предизвици, затоа што вели, за да вие можеве, не знаеме дека Македонија е лидер нели во регионот во производство на енергија од обновливи извори, меѓутоа за да вие го потврдите она што ќе го напишете, знаеме дека има многу фабрики кои што имаат вградено фотоволтаични системи кои што потврдуваат, многу се инвестираше од имаат компаниите. двонасични број. Меѓутоа, проблемот кај нас е што тој процент механизам треба да постои некое независно тело. Да, ќе зборуваме за тоа независно тело, но морам да се вратам на нешто за околу плаќањето. Рековме, се рапортира, се доставува на влезот во Европската унија, цариникот треба да го види документот колку CO2 и врз основа на количината ќе фактурира во суштина, ќе го обремени со пари тој производ. Кај остануваат овие пари? Например, за 1 тон 80 евра, каде остануваат парите? Во Македонија, во Европска унија, кој ќе ги лапне овие со 80 евра по тон CO2? Овие пари ги зема со изворен приход на Европската комисија, бидејќи на тој начин ние немаме механизам како да бидеме ослободени од таа давачка во овој момент, бидејќи немаме воведено данок на CO2. Во овој момент, како што е состојбата сега кај нас, тие пари што ќе се плаќаат остануваат директно приход на Европската комисија. Еве, нешто што многу во јавноста е како недоразбирање, непознато, ова почнавме да објаснуваме дека се 6 индустрии, сектори, сите и тоа се палета на производи, но најголемо електричната енергија влегува скоро во сите производи. Скоро и да нема производ кој што не е, и некако ја третирам ја лично како нешто посебно што е, бидејќи тоа е инпут во скоро се што се произведува. Што правиме со електричната енергија, на пример, зборуваме за 6 сектори, но еве, ова има флаша вода, флаширана вода извезува во Европската унија, таа не влегува во овие 6 сектори, но електрична енергија се користи и за да се донесе водата во цевка, да се стави, да се флашира. Значи, дали на пример на тоа шишенце вода ќе треба да се плати CO2 такса? Не. Тука е релативно олеснување за економски, бидејќи постои и незнаење ова е многу битно за оператори, бидејќи сега сите мислат дека на се треба да се плаќа што содржи електрична енергија која што е од необновливи. Значи, основното што треба да го знае секој економски оператор, компанија, секој граѓанин е дека ќе плаќаат само производите што спаѓаат во 6 групи на производи. Или практично кажано, ако јас извезувам вода или пластични шишиња или било кои други производи, еве извезувам бакарни цевки или некои други кои што користеле електрична енергија која што е и од обновливи и од необновливи извори, тие нема да подлежат на плаќање на давачката CO2. Значи, да само за овие 6. Само 6 групи на производи кои што се во овој производ. Меѓутоа, во период од 2 години веќе е отворен консултацијски процес на проширување на индустриите кои што исто така емитуваат големи количини на CO2 и веќе има некои неформални најави дека текстилната индустрија
ќе биде многу брзо вклучена исто така во овој систем на јаглеродна давачка, како и други индустрии од металната индустрија кои што исто така емитуваат и вградуваат големи количини на CO2 кои што е од необновливи извори на енергија. Има големи шанси текстилот. Да. Како ќе се снајдат овие компании? Овие се помали компании, не се толку моќни за да можат да одат наназад. Треба навреме да се делува, меѓутоа со оглед на тоа кај текстилната индустрија што голем дел од фабриките веќе се префрлени да работат или купуваат енергија од фотоволтаици или од обновливи извори, за нив ќе биде релативно мал ефектот и со оглед на тоа што суровините претежно потекнуваат од Европска унија каде што веќе е платена таа давачка, они ќе бидат ослободени. Но доаѓаме до моментот, рековте, купуваат електрична енергија од фотоволтаици, од обновливи, но има ли механизам во моментов да докажат дека купуваат таква електрична енергија или во моментов не може да докажат ништо пред Европската унија? Значи, Европската унија во како е регулативата, законодавството за јаглеродната давачка вели дека увозниците кои што ќе може да докажат дека во нивните производи имаат вградено суровини или електрична енергија која што е од обновливи извори, ќе бидат ослободени од плаќање на оваа давачка. Меѓутоа, за да тоа се примени, треба таквиот податок да биде верификуван и потврден од независна агенција. Значи, независно тело, владино, кој што треба да потврди дека ние сега може да дискутираме, јас велам во мојата фабрика, производството, 60% ја користам енергијата од фотоволтаици, меѓутоа, се додека не е воспоставено независно регулаторно тело кој што ќе ја потврди процентот на енергија од обновливи или од необновливи извори, тоа не може да се примени. И во моментот, се извинувам што ме прекинав, и во моментот е сега Европската комисија вели за земјите кои што немаат воспоставено такво независно акредитационо тело, они воведоа како референтни листи табели на кои што вели во 1 тон лим од било каде од светот, каде што нема тело кој што ќе го потврди колку е емисијата на CO2, они применуваат референтни или изведени вредности. Изведени вредности. Ќе зборуваме за ова тело, што треба да се направи, тоа ќе биде после паузата, но да не го заборавам прашањево да финишираме овој прва третина од подкастот. Дали ова за потекло на електричната енергија, дали обновливи и необновливи, може таков сертификат МЕМО да даде? Не, он дава само потекло, он дава за потекло сертификат, бидејќи е донесена законската регулатива, нели за потекло со сертификатите, меѓутоа треба да постои независно тело верификационо кој што тоа ќе го овери и ќе го потврди. И он треба да каже пред Европската комисија и пред европските царински органи, да, податокот дека 50% од струјата што испорачало МЕМО е купила компанијата А е на вистина 50%. Бидејќи они сега го издаваат и користат најсовремени методологии за утврдување и за, меѓутоа, тој податок сам како таков не е доволен додека телот, државата нема воспоставено независно тело акредитирано кој што ќе гарантира за објективноста на податоците кој што се нарекува МРА или механизам како се вика за потврдување и оценување на количините. Ќе зборуваме за ова после првава пауза. Време е за нашите пријатели кои што го овозможуваат овој подкаст. Се надевам дека малце стана појасно што не чека од 1.1.2026, бидејќи господинот Ветеровски си ја знае работата и затоа е викнат во овој подкаст, бидејќи еден од најупатените во државава што не чека околу оваа такса што ќе стартува од нова година. Останете со нас, се враќаме после паузата. Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар
Ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Се враќаме во подкастов. Тема не е јаглеродната такса што стартува за македонските компании од 1.1.2026 година, но не е само за македонските компании, одма да појаснам, бидејќи гледам дека Златко Ветеровски од Царина ме погледна чудно за да не се свати дека нешто Европска унија има против нашите компании. Не, нема, туку за цел свет е тоа. Едноставно се воведува јаглеродната такса, кај што ние ќе мора за 1 тон јаглеродна такса според сегашните цени да плаќаме 80 евра, ако во овој производ во производство на оваа чаша, например, се потроши 1 тон јаглерод диоксид, ќе се платат дополнителни 80 евра, што значи дека оваа чаша ќе кошта, например, ако кошта 100 денари, 80 евра плюс 100 денари ќе биде ако сакаме да ја продадеме во Европската унија. Начнавме едно многу значајно прашање, го оставивме за оваа втора третина од подкастот, а тоа е дека треба независно тело кој што ќе верификува колку CO2 во одреден производ се користи, бидејќи на пример големи надежи нашата влада посветува, односно се надева на податокот дека ние имаме некаде околу 43% од електричната енергија во државава од обновливи извори, а 57% од оние загадувачките пред од јаглен што се добива и што има испушта јаглерод диоксид. Дали може да се надева владава во овој стадиум, бидејќи некаде во декември, околу 15-18 декември, ќе има состанок во Брисел токму на оваа тема, кај што ќе се разјасни се, многу е матно се ова е веќе у темница се. Дали има основа да се надева дека ќе ни се признаат овие наши 43%, па наместо 80% да плаќаме само 57 наместо 80 евра да плаќаме 57% од 80 евра. Овака како што стојат сега работите и како што е моето согледување, не треба да имаме големи очекувања дека тоа би можело да се случи, бидејќи тоа е регулатива и тоа е така воведено. И она што еве вака гледачите, слушателите кои ќе гледаат овој подкаст, можеби ќе веруваат, нели ќе се појави некој евроскептицизам или нешто да кажат еве се против нас, меѓутоа напротив велат ова е заопшто добро на сите нас, на целата планета, бидејќи они велат вие додека околку го воведете уште утре од даночувањето на CO2 во Македонија, вие ќе бидете ослободени, бидејќи наместо тие 80 евра да се плаќаат на Европската комисија, ќе ги плаќаме кај нас. Можеме тоа да го направиме. Тоа можеме да Како да го направиме? Преку делумно такви одредби се предвидени во Законот за климатска акција, каде што е предвидено воведување на системи на такви ваучери, на кои што колку вие, тоа е единствениот услов за да вие бидете ослободени од тоа плаќање или да ви се намали. И во многу разговори кои што сме ги имале, велат, не го сваќате дека ние сакаме да ви направиме вас штета, или тоа е општо едно регионално или глобални напори како да целата планета во наводници се разлади, односно да се исполнат, бидејќи нели и ние учествуваме активно во зелената агенда и на ЕУ и во зелената агенда на Западен Балкан, и вели единствен услов за да бидете ослободени од ова плаќање на јаглеродната давачка е да имате воведено иста таква давачка во вашата земја. Да, но сега... И само да го одговорам, повели... вашето прашање околу тој дел што рековте, сега што е проблемот од економски аспект во нашата држава, што рековте, ние сме лидери во производство на енергија од обновливи извори и нашите производители, доколку би сега им се верификувале, би постоела акредитационно цело да ги верификува и да каже, вие сте апсолутно во право кога велите, би платиле ние многу помалку од причина на помалата количина на енергија, меѓутоа сега референтните износи на CO2 кои што ги објавува Европската комисија важат и за нас, додека не бидат објавени нели податоците кои што сега ги издаваат нели производителите и дистрибутерите на електрична енергија, меѓутоа ви велам основниот услов е што мора да постои независно акредитационно тело кога тие податоци ќе ги верификува. Тоа истото се однесува и за
суровините од компаниите, доколку македонска компанија увезува лим од Романија, пример, или увезува алуминиум, а во Романија знаете дека има систем на ЕТС, на ваучери, на кои што веќе компаниите плаќаат, они без разлика што ќе се произведат во Македонија, ќе бидат ослободени за таа количина на CO2 кој што они веќе ја платиле. Значи, тоа е еден систем како револвинг, односно плюс-минус, колку да кажете. И тука од економски аспект постои опасност за нарушување на синџерите на снабдување, бидејќи сега увозниците во ЕУ производителите ќе бараат да купуваат суровини и репроматеријали од земји кои што со потекло, кои што веќе имаат воведено ваучер за таква или данок на CO2, или кои што имаат механизам за верификација на кој што вие ќе потврдите. Во сегашнава ситуација, македонските компании делумно се на некој начин казнети од причина што користат зелена енергија, меѓутоа не може да ги користат тие вредности, туку се користат референтните вредности на ЕУ. Во принцип, имаме компании што се прилагодени, имаме добра производство на зелена енергија, 43 за електрична енергија, сега ќе ја земам како пример, 43%, и наместо да плаќаме, на пример, еве сега пресметав, ако имаме верификационо тело, би требало да плаќаме само 45 евра по тон, бидејќи толку 57% некаде, другото ќе биде ослободено заради електричната енергија, но бидејќи го немаме тоа верификационо тело, во суштина ние мора да плаќаме 80 евра. Сакале, некеле, мораме да ги плаќаме тие 80 евра за компаниите што извезуваат. Но сега доаѓаме до второто, значи едното решение е такво верификационо тело, но второто е, рековте, да се воведе такса, но нели е малце нечесно, бидејќи кога се воведува такса, за тоа ќе биде, ќе останат парите тука, но ќе бидат за сите производи и за дома што ќе останат, значи зборуваме за лименката што ќе остане дома или слапот што ќе остане во Македонија, и тој што ќе извезува ќе биде оптоварен со 80%, а вака ќе биде оптоварен само тој што ќе излезе од Македонија и ќе заврши во Европската унија. Нема малце нечесно да биде ако воведеме домашна такса вака? Не, затоа што во суштина јаглеродните даноци како такви се еколошки даноци. И они на вистина, ако сите компании, они што произведуваат за домашен пазар, се трансферираат и почнат да користат само енергија од обновливи извори, ако воведат фотоволтаици, тие ќе бидат исто така ослободени што се за домашниот пазар. Не би се согласил дека е релативно нечесен пристапот, бидејќи во суштина, секаде во земјите каде што е воведено, тие пари се строго наменски, не одат во централниот буџет за општа потрошувачка како другите даноци што се директни или индиректни, туку имаат строго директна намена за декарбонизација, односно за воведување на зелени извори на енергија, за воведување на тие кружна економија на системи, и затоа тоа е единствениот услов како да ние бидеме ослободени од таа давачка. Бидејќи ова што вие рековте 80 евра е моменталната цена, Така, може да биде 100, може да се намали, меѓутоа историски во последниве 3-4 години постои тренд на постојано зголемување, дури и во рамките на ОЕЦД, на Организацијата за економска соработка, постои сега идеја да се формира една светска берза на CO2, каде што би се тргувало со тие ваучери, бидејќи тоа представува глобален економски феномен. Спомнавте тоа, посебни фондови, тие пари, таа такса да отиде, ако ја обремениме овде во Македонија, значи да се воведе таа CO2, но ако го прашате еден, например, министер за финансии, еден од најуспешните, тоа е Никола Поповски од времето на СДСМ во 2004, во 2005 и 2006, он вика, најлошо е за еден буџет и за една фискална политика кога ќе почнете одредени пари да ги слевате за оваа намена, за онаа намена, туку се треба да си отиде во централниот буџет на купче и после тоа преку владините програми да си се дисперзира сето тоа. Значи да не бидат делумно. Тешко би било изводливо во македонски услови ваквата такса да заврши точно за декарбонизација, најчесто веројатно ќе заврши за нешто друго, така што повторно нема да ги постигнеме нашите еколошки цели, а од друга страна па ќе бидеме сите оптоварени со таа давачка што ќе ја плаќаме овде во Македонија. Пак доаѓаме до тоа дека дали може би треба да се игра на тоа тело формирање што поскоро, кога требаше да се формира тоа тело?
што ќе потврдува колку енергија користиме и ќе дава сертификати за компаниите. Телото треба да биде формирано што побрзо, од причина бидејќи тоа е како големо олеснување за компаниите со оглед на тоа што ние навистина имаме постигнато многу големи резултати во поглед на зелената транзиција и користење на таа енергија и роковите, воведувањето на телото за верификација исто така влезено и во акцијскиот план на реформската агенда, бидејќи ЕУ имаат проценето дека тоа е клучен услов како земјата да биде поконкурентна, компаниите да бидат ослободени, бидејќи во сегашните услови, значи не треба да делува сега вака ни фаталистички, и Светска банка и USAID имаат правено различни две студии околу ефектите, под услов да тековно состојбите се движат на трендовите на извоз како што биле во 2022 до 2024 година, проекциите што се економетриски би биле дека ние под услов да извозот го задржи истиот обем би требало да плаќаме помеѓу 40 и 80 милиони евра на ЕУ во текот на една календарска година, што се значителни пари. Кога тие пари би се вовеле како еколошки данок тука, значи тие пари би останале во Македонија, би се користеле за помош на фирмите, градење на капацитети, воведување на обновливи извори на енергија, декарбонизација, искористување на тие природни ресурси. Така, доаѓаме до клучното прашање ова. Значи во моментов имаме две решенија кои што ќе помогнат. Едното е да се формира независното тело кое што ќе дава потврда за кој колку користи обновливи или загадувачки. Се извинам, верификација. Потврда сега ги дават. Да, верификација кој што ќе даде верификација со што ќе може после пред европската царина да се излезе и да се плати само одредена сума. Тоа е едниот дел што може да се направи, а вториот е тука ние да воведеме таква еколошка такса, да ги дадеме таа давачка да ја плаќаат сите компании, со тоа што тие средства нема да завршат во Европска унија, тие некои 40 до 80 милиона, во овој случај повеќе, бидејќи ќе бидат сите производи обременети со таа такса, но ќе останат во држава. Така. Значи, ова е примерот на воведување на еколошка такса во овие 3 години и сите земји во светот, почнувајќи од Кина, кој исто така почнува да воведува данок на CO2 со цел да нивните производи бидат конкурентни во ЕУ, да бидат ослободени. Од 1 јануари Србија исто така има најава дека ќе почнат воведуваат еколошка такса, односно данок на CO2, со цел да бидат изземени или да се намали тој износ до 80%, така да искуствено и практично не би имало други, бидејќи цврсто се јасно ставени ставовите дека нема да има одлагање од плаќањето, дека сите ќе мора да плаќаат, и сега некаде минатиот месец на 17 октомври беше усвоено едно дополнување на регулативата за ова ЦБАМ за јаглеродната давачка, каде што се ослободени компаниите кои што имаат до 50 тони увоз, меѓутоа тоа се минимални податоци само за некои микро и мали предпријатија кои што ќе бидат ослободени. Други ослободувања нема ни одложувања, така да тој процес почнува на 1.1.2026 година. И сепак има надеж, например, во декември дека нешто може да се смени. Да се надеваме. Јас не креирам политики, така да би ги кажувам економските модели, како е регулативата, како се прописите, она што е напишано, бидејќи не учествувам во креирање на политики. Да. Океј, ние зборуваме за стручниот аспект, бидејќи вие ја знаете целава работа. Многу останува нејасно, исто така во јавноста, што е тоа ЦБАМ, например, ЦБАМ. Што значи тоа? Па со тоа ќе може да се тргува, ќе има берза, нешто, еве да ни објасните што е, бидејќи важно ли е за економијата или не е важно, тоа е нешто стручно, таму ќе се случува во позадина, или треба да му посветиме внимание, бидејќи не посветуваме доволно во јавноста внимание, а посебно во мејнстрим медиумите на ова прашање. Се согласувам и вака ви честитам за напорите и храброста да се објасни, бидејќи самата давачка како давачка и нема толку големо значење колку што има севкупното значење на конкурентноста на економијата, на регионалните економски текови и на синџирите на снабдување. Значи, ЦБАМот представува еден вид на
Затоа они не го викаат еколошки данок, него го викаат механизам на еглеродно гранично прилагодување. Тоа е системот она што го разговаравме, дека сите, дали се производители или извозници, мора на ист начин да плаќаат CO2 и да придонесуваат за намалување на емисиите на CO2. Значи, тоа значи дека во овој транзиционен период од 2 години, сите компании во ЕУ кои што се бават со увоз на железо, на овие 6 категории, не само на железо и челик, мораат да добијат одобрение од царината дека се овластени декларанти. Значи, на 1 јануари не може да се појави фирма и да туку така рече, јас од утре сакам да увезувам железо или челик или електрична енергија или алуминиум. Они мора да имаат одобрение од царина, кој што одобрение ги покажува системот на водење на евиденција, системот на гаранција, она што е исто така и репресивниот модел, бидејќи тие што нема да добијат одобрение или да поднесат извештај, ќе треба да платат и казна. И тоа е тој систем кој што во овие 2,5 години беше една голема вежба за да компаниите од прилика поднесуваат извештаи на секои 3 месеци, увозниците во ЕУ врз основа на податоците кои што ги добиваат од нивните добавувачи, во конкретниот случај Македонија, Србија, било кој. И врз основа на тој начин, они сега последниот извештај што го дале на 30 септември, они велат за последните 3 месеци, еве една компанија во ЕУ, јас имам увезено производи од 100 тона, рековме дели, ако во нив има вградено 100 тони CO2, по 80 евра, они велат треба да платат 8.000 евра CO2. Меѓутоа, они во извештајот, ако докажат дека имаат ваучери, имаат системи дека во суровините или материјалите што ги купиле, ако потекнуваат од земја каде што имало плаќање на CO2 и докажат со тие ваучери дека имаат платено 2.000, 3.000, 4.000, тој износ ќе им биде одбиен и они ќе треба да платат помалце 4.000 од тој износ. Так. Значи, сега ќе им се смени во суштина и на нашиве компании од каде ќе добавуваат, ќе треба да добавуваат репроматеријали или материјали од земји каде што има ваква такса што се плаќа, за да се намали нивната обврска кон Европската Унија и се до оној момент додека ние не воспоставиме верификациона агенција која што ќе каже вие користите толку и толку електрична енергија од обновливи извори, толку користите репроматеријали од што имаат обновливи извори во себе, ние ќе мораме да го плаќаме рестото како фул обврска, а нема да ни биде одбиено она што е од обновливи извори. Токму така, потполно сте во право, значи они целиот овој механизам на ЦБАМ ќе има значително пореметување на синџирите на снабдување, бидејќи вие рековте, еве јас потврдувам, значи они ќе треба да бараат добавувачи кои што ќе докажат дека имаат платено CO2 или да докажат од нивните верификациони тела дека имаат купено производи од чисти индустрија, дека кај нив имало нема да купуваат, значи колку има помалку CO2, они ќе бидат поконкурентни, бидејќи тој систем преку пресметките тука ќе треба да го прикажат во извештаите што ги доставуваат заедно и тоа е еден ново административно оптеретување за компаниите. Во разговорите они велат дека ние сега мора да имаме и ново вработени или нови одговорни лица кои што треба сите овие податоци да ги следат, други кои што имаат сериозно производство треба да го мерат целото производство, па после сето тоа да го докажуваат, да го бидејќи во спротивно може да се случи да добавувачите во ЕУ ќе речат не, ние сега нема да купуваме од вас, бидејќи ви имате многу CO2, ќе купуваме од некоја земја која што има цертификати дека има помалце вградено и затоа пак се повторуваме во онај заклучокот. Клучните 2 препораки што важат за нас од аспектот е колку побрзо го воспоставаме системот за верификација и потврдување, толку ќе биде подобро, бидејќи на тој начин ги потврдуваме нашите досегашни заложби каде што сме лидери во воведување на фотоволтаици, обновливи извори, ветерници, бидејќи еве спомнавме дека се движиме веќе до процентот да половина од вкупното производство на електрична енергија, а исто така и воведувањето на данокот на CO2 позитивно ќе влие, бидејќи крајниот ефект сите ние го чувствуваме или не почувствуваме, бидејќи нели климатските промени се тиеве, ноември имаме 20 степени, поплави, суши. Да, но
Како викаат, екологијата е за богатите, ние не сме баш многу богата држава, кај нас кога ќе се спомне некоја давачка одма ни се наежува кожата, а уште кога ќе речеме за екологија, па ние гледаме во каков град живееме, не сум баш сигурен дека некој би преземал некоја таква непопуларна мерка да се воведе давачка за некоја еколошка такса наспроти конкурентноста на компаниите, односно нивната крајно поскапување на нивниот производ. Така што тоа ќе биде да ве малце. прекина, меѓутоа да не заборавиме, бидејќи сепак ние сме мала држава, затворена економија, кој што нашиот главен пазар е ЕУ, 65% од вкупниот извоз оди во ЕУ, според податоците од 2023-24, некаде околу 700 милиони евра се производи од железо и челик кои што се извезени во ЕУ. Тоа е значителен податок кој што влијае на вкупната економска сувереност, значи тоа оптеретување, ние мора да се грижиме за тие индустрии, затоа што во суштина тие се основата, еве сега сите велат на самозадоволност или примерите, квотите на железо и челик. Доста е сложено и комплексно и аглеродната давачка е само еден мал дел од мозаикот, бидејќи сега има многу вишок на челик на светско ниво и колку да се ограничи од тој момент воведоа ги намалија количинските квоти, двојно ги воведоа стапките на царина. За нас, сакали или не, тие според моите согледувања и според економските анализи кои што се прават. Да. Време е за втората пауза. Се враќаме во подкастот од кога ќе ги изгледаме економските пораки што ги имаат нашите пријатели кои го овозможуваат овој подкаст да се реализира и да биде бесплатен за вас, за да може да си кликате кога сакате, а да има и квалитетна содржина во него. Затоа останете, се враќаме после паузата. Ме сака? Не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака. Совршениот вкус си сака. Брилијант, твојот прв избор. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како луп. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во Сладок клуб и ке сакаш уште. Витаминка. Продолжуваме со подкастов. Во него гостува господинот Ветеровски од Македонска царина. Зборуваме за јаглеродната такса што ќе стартува за извозните компании од Македонија кои што извезуваат во Европската унија. Ќе стартува на 1.1.2026. Се надевам дека објаснивме добар дел и еве да сумираме, нема да има одложување, ќе се плаќа фул тоа што сега го имаме, единствено треба да се докаже преку сертификати од каде им е потеклото, на репроматеријалите што се вградени, односно колку е вграден CO2, колку е ослободен, али тоа треба да биде валидни документи издадени од валидни институции кои што имаат основа, односно имаат дозвола за да валидизираат одредени потекла на имот. Македонија во овој момент нема таква институција, така што ќе се плаќа фул или за да додека не се воведе таква институција, ќе може да се воведе давачка, односно ние да ја воведеме таа давачка и парите место да завршуваат во Европска унија да останат во Македонија. Тоа е некој сублимат на она што го зборевме. Мислам дека објаснивме дека нема надеж за одложување, дека ќе се плаќа и мора што побрзо да се фати чекорот. Сега доаѓаме до моментот колку можат малите и средни компании, ајде за големите знаеме дека имаат капацитет, малите и средни компании кои што извезуваат, рековме некаде околу 300 и нешто компании се да излезат од 1.1 на европскиот пазар и да ги задоволат нивните барања за тоа што треба да го приложат. Колку се прилагодени за овој месец и пол колку што им остана до стартот на оваа давачка? Во зависност од компаниите. Значи има компании кои што навистина во овој транзиционен период или пробен
доста ги зголемија нивните капацитети, посетува обуки, има такви извештаи делумно благодарение на нивните мајки компании кои што се во нивна сопственост, а има дел од компании кои што и релативно не се доволно подготвени, меѓутоа добра страна е што на страната на Европската комисија има доста материјал кој што е достапен и на македонски јазик, во поглед на курсеви, документи, што треба да направи секој извозник, односно како да го пополните тој формулар за да пријавите колку имате CO2 вградено кај вас. Инаку, само како е илустрација, чисто да видите, првата страна на формуларот мора да покрие општите податоци за компанијата, мора да лоцирате и координати на географска ширина и географска должина, кои што преку европските сателити веднаш ве лоцираат и вие, например, ако пријавите дека имате фотоволтаици, европските сателити веќе следниот ден ќе ја проверат парцелата по географските координати и тоа ќе биде така и за воиднина, каде што ќе проверат и ќе видат дали навистина ви имате 5 квадрата фотоволтаици монтирано, кои што може да произведат толку електрична енергија по просекот на сончеви денови во Македонија, така да тоа не е, они имаат многу вложено во тој дел, од аспект на механизмите, на дефиницијата што се директни производи, што се индиректни производи, директни емисии и индиректни емисии. Така да за компаниите треба малку зголемување на човечкиот капитал, меѓутоа тука би апелирал малку и на коморските здруженија, енергетските здруженија кои што навистина треба да им помогнат, па делумно и на Европската комисија која што има механизми преку Европската инвестициона банка, преку реформската агенда, меѓутоа сепак највеќе во рамки на гранковните здруженија на компаниите кои што треба да ги идентификуваат производствените процеси, да ги идентификуваат суровините, оние кои што дали имаат вградено CO2 или немаат вградено, дали имаат директни емисии или индиректни емисии и да се подготват на тој начин како да ги доставуваат тие механизми. Бидејќи рековме, ризикот е доколку вие не доставите таков податок, на 1 јануари се уведува и репресивниот механизам компаниите кои што нема да достават такви извештаи да бидат казнети, а нели целта воопшто на сите нас е раст на извозот, на производството, на продуктивноста, кој што ќе може, бидејќи сега нема механизам кој што ќе го провери системот на верификација, на сајтот на Европската комисија се објавени референтните вредности по групи на производи, бидејќи ние кажавме за железо и челик се наведени по тарифни броеви, ако вие произведувате метална конзерва или поцинкувана или алуминиумска, вие гледате дека референтната вредност за 1 тон алуминиумски профил или алуминиумска кутија за храна за животни или алуминиумска фолија да ги пополните. Важно е да не се изгуби моментумот, односно да компаниите не остават една недоследност кај нивните добавувачи, да се намали нивниот рейтинг, да кажат дека се комплетно подготвени за тој дел, за да може да она што нели сега во англиската терминологија многу се користи тој збор compliant, односно на македонски тој како би бил дека е сообразен, дека ги почитува, дека се свесни за тој дел и на тој начин да бидат подготвени за понатамошно зголемување, бидејќи се големи предизвиците за нив, посебно за челичната индустрија од аспект на квотите и колку може тој ефект да биде повеќе минимизиран. Значи, во овој момент компаниите треба да бидат свесни се до одржувањето на состанокот на енергетската заедница, ако дојде до некоја промена, не на стартот, тоа ќе стартува од 1.1, туку на некоја признавање, општо признавање дека ние користиме, например, миксот електрична енергија 5740
PS3, во овој момент треба да бидат свесни дека нема да им биде признаен миксот на ниедна компанија, туку ќе им биде признаено 100%, односно ќе се оди по тарифен број колку си е на таа листа што е на Европската унија и ќе се биде наплатено фул CO2 тарифата што ќе биде за одреден тон на челик или алуминиум или цемент и сето тоа. Така, меѓутоа, исто така, уште еднаш бидејќи се веќе заклучни согледнувања, да кажеме дека таа давачка во ЕУ фактички ќе ја плати увозникот на тие производи, меѓутоа, индиректно, бидејќи како е давачка, таа нормално ќе биде проследена индиректно кај македонските производители, бидејќи они ќе треба или да намалат цената, тоа може да влие на цените, на конкурентноста, или да ги бараат пари од нив. Тоа се деловни односи кои што не верувам дека увозниците во ЕУ се толку хумани дека тие ќе бараат веднаш нели да им се зголеми цената, а нашиве компании да бидат наградени во тој дел да немаат оптеретување. Општата стапка дека ќе се плаќа нема миксот да се признава, ќе отиде се, но имаме компании што сериозно инвестира. Има компании што сериозно инвестира и што сериозно информираат во овие 3 години, 2003, 4, 5, 3 години се информираат дали они ќе може да си докажат потеклото, па да не им, например, електричната енергија да ако е од чисти извори ќе им се одбие или нема да им се одбие, ќе плаќаат 100% енергијата според тарифата. Они сега само пријавуваат, меѓутоа со оглед на тоа што тие податоци не може да се стават во извештаите што се праќаат до комисијата, односно до извозниците, они ги ставаат референтните податоци кои што се изведени. Они може да си прават интерни пресметки, калкулации колку е разликата помеѓу референтната цена и онаа нивна цена вистински која што потекнува и колку би тука имале заштети или намалување. Меѓутоа во моментов за нас се применливи само референтните цени кои што ги издава. Значи се што инвестира во обновливи извори, на пример еве големите компании за да го намалат учеството на CO2, од 1.1 не ќе може да им се признае за тоа или ќе им се признае ако информираат. Не, тоа ќе им се признае од аспект што они ќе имаат поевтина енергија, ќе бидат поконкурентни во внатрешното, така да индиректно ефектот не може да кажеме дека тоа била загубена инвестиција така, или воопшто индиректно на севкупното загадување. Меѓутоа во извештаите одат и понатаму референтните вредности за кои што они сакаат што побрзо да им бидат прифатени овие намалените вредности, за да кажат дека стварно покрај тоа што они имаат поевтина енергија тука во производството, меѓутоа и дека навистина се дел од вкупните глобални напори за климатска акција за намалување на загадувањето. Се уште морам да разјаснам, значи ова е подкаст што ги расчистуваме сите работи и затоа уживам во подкастот што го правам и соговорниците ги малтретирам додека не ми објаснат се за да ми биде први мене јасно, па после на сите што не следат. Еве имаме компанија А која што во изминатиот период воведе фотоволтаици, значи воведува фотоволтаици, навоѓа добавувачи кои што имаат ниска CO2 емисија при нивното производство, значи нивниот инпут е со многу низок CO2 и сега доаѓаме они намалиле и наместо да имаат на пример фул по 80 евра да плаќаат по тон, они имаат реално треба да плаќаат 40 евра по тон CO2, бидејќи другото го субституирале на пример во електричната енергија. Но дали во Европската унија ќе им го признаат овие 40 што ги набавуваат веќе со поевтино, односно почиста енергија или повторно ќе плаќаат 80 бидејќи нема кој да им верификува дека состојбата е таква. Значи, клучен услов за да вас некој ви признае дека имате толку проценти електрична енергија од обновливи извори или од фосилни горива е верификационо тело кој што вас ќе треба да ви го потврди тој процент. Тој процент во моментов, значи, треба да биде формирана агенција за верификација, која што цертификатите за потекло, што сега ги издават... Тоа ќе она назад да, бидејќи вие сега има. да имате 100% производство, ако работи фабриката нели само во дневна смена, кога има нели сончева енергија, кога се троши и вие може да кажете, јас работам само од 8 до или имам батерии, ноќе ги врашам, да може не се така, во 24 часот. Меѓутоа, велам, тие се механизмите и затоа клучниот услов
велам што од експертска страна аспект, за да ние се вклучиме во севкупните глобални напори за декарбонизација и за исклучување од овој систем е механизмот за верификација, бидејќи ние навистина имаме постигнато големи резултати и тие се навистина со големи напори дадено, со финансиски импликации за компаниите, и тие навистина се горди и сакаат тоа да биде што поскоро признаено, за да може, бидејќи Македонија, повторно кажавме неколку пати, е лидер во регионот во процесот на... Колку време треба за една ваква агенција за верификација? Може ли тоа, ајде, ако не стигнеме до 1.1, ако стегнеме заби, што се вика, барем да биде во март, или да биде наредниот јуни, па 6 месеци, ајде некако ќе се издржи внатрешни резерви компаниите, а после ќе се фати чекорот и ќе може да се верификува и да го искористиме оние 43% обновливи извори во Верувам дека ќе биде многу брзо, бидејќи тоа е еден од клучните акции во реформската агенда и во акцијскиот план и во соработка надлежните министерства со компаниите, знаејќи сите го имаат лоцирано овој предизвик, проблем во наводници. Јас верувам дека до средината на 2026 ќе имаме такво верификационно тело и компаниите ќе може да ги уживаат тие погодности и да продолжи трендот на понатамошна декарбонизација и намалување, бидејќи на тој начин се зголемува конкурентноста и нормално секој ќе сака да купи од вас кога знае дека вие емитувате 0 CO2, а воопшто тоа е директно од за компанијата, меѓутоа индиректно е пораст на извозот, на добивката, на профитот, зголемување на конкурентноста и на крајот севкупната акција за намалување на емисиите. Значи, да резимираме, на крај сме на подкастот, еве 57 минути, разговараме за јаглеродната такса. Значи, нема, например, оние што се надвор од оние 6 групи на индустрии производи, нема да бидат оданончени, може слободно да си се извезуваат и понатаму. Например, овој маус, ако го извезуваме, нема да подлежи на таа јаглеродна такса, иако во него се е вградено, например, многу CO2, нема да се плаќа, ќе се плаќа на оние 6 индустрии кои што се опфатени, но вие спомнавте и дека може да се прошири сето тоа, го спомнавте текстилот, но се збори дека нема да биде само текстилот, туку малце ќе се шири на другите делови од металната индустрија. Само на метална или на други индустрии? Само на металната индустрија, од аспект на тоа што и многумина и сега ме прашуваат, има дилеми дали металните производи што се користат за производство, не знам, на автомобили или на други производи, автобуси, дали тие не апсолутно кај тие индустрии нема ризик, бидејќи во моментот кажавме само тарифните броеви, односно оние групи од 6 категории на производи. За Македонија како резуме, ние имаме најголемо производство на железо и челик, алуминиумот е втората гранка, делумно е производството на ѓубрева, цементот, структурата на индустријата да е повеќе насочена кон домашно производство и извоз само во земјите во регионот, не во ЕУ, водород се мали количини, електрична енергија исто така имаме извоз и таа исто така засегната. Така да зборивме за цементната, ќе биде погодена она, ние извезуваме, ние држиме, мислам дека регионален пазар, нашиот УСИ е сериозен играч, е голем од Титан, значи тоа е светска компанија, мислам не е регионално, ние збориме за нашава овде што е локалнава фирма што е дел од Титан од Грчки, држи регионален пазар. Ќе се одрази тоа, на пример, ќе се намали конкурентноста, бидејќи пред се држи Косово, Јужна Србија, не, бидејќи они не се вклучени, не се засегнати од таа. Не се, значи добро, значи е нешто добро. Они се во сигурна зона. Они се во сигурна зона, добро, но треба да се направи таа агенција. Се надевам дека ќе се направи. Во некој од наредните подкасти ќе ми биде министерката за енергетика, па со нејзе ќе разговараме, ќе видиме дали ќе биде пред средбата или после средбата во декември што е на енергетската заедница, но и со нејзе дел од овие теми ќе ги финализираме, бидејќи ќе биде многу појасно. Ти благодарам многу што беше дел од подкастов. Мислам дека добро објаснивме и дека оваа тема треба да се објаснува, бидејќи засега добар дел од фирми, 300 фирми не се мала бројка и 80 милиона евра давачка од 40 до 80 не е мала цифра. Благодарам, ми беше чест и задоволство.
се гледаме во некоја друга прилика. Тоа беше се за овој подкаст, а во наредниот ви најавувам дека ќе направиме мало сублимирање на локалните избори, но од аспект на тоа што не чека во иднина, односно што ја чека локалната самоуправа и каде треба да се движи, бидејќи веќе имавме неколку експертски расправи на оваа тема околу фискална децентрализација, како треба да функционираат општините, транспарентноста на општините, блискоста на општините до граѓаните и сето тоа ќе зборуваме за тоа, а гостин ќе не биде министерот за локална самоуправа Пирински. Така што гледајте ни наредниот подкаст, од мене толку за ова издание, за оваа епизода. Секое добро.